Тишина погласна и од зборовите. 2 месеци по трагедијата, нов протест на семејствата на жртвите и повредените во сротниот пожар во Пулс во Кочани со нови повеци за неселективна правда. Со пораките и во овие вести го вклучуваме Срѓан Стојанчов. Срѓан, какви пораки беа испратени денеска од протестот? Да, Весна, се слушаме. Ги изгоревте децата со вашата алчност и негрижа. Нема трагедија, има злосторство. Не беа жртви на пожар, туку жртви на системот. Системот убива, институциите молчат. Ова беа пораките од денешниот 6-ти марш на ангелите во Кочани. Протестот предводен од роднините и пријателите на загинатите во трагичниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани пред 2 месеци, во кој загинаа 62 млади луѓе, меѓу нив и малолетни деца, а околу 200 беа повредени. Маршот помина во гробна тишина, предводен од родителите на загинатите кои во раце држеа слики на нивните чеда. По познатата рута од Паркот на Револуцијата преку Трговскиот центар, општината, полицијата и завршија кај судот. Бараат неселективна правда и бараат да одговараат сите вклучени во нелегалното работење на дискотеката Пулс од 2012 година до трагичниот пожар пред 2 месеци. Граѓаните што ги анкетиравме во Кочани велат дека тишината многу гласно испраќа порака за оној што сака да слушне. Предлагам тука да ја чуеме анкетата. Апелирам до сите, не право до општина Кочани, до владата на Република Македонија, господине премиер Мицковски, кратка изјава, не ракавите до тука и засукувате, гонете ги сите да одговарат кој е сторил криминал и корупција. Значи тоа треба секој да одговара спрема закон и за се да одговара. Значи ова е трагедија голема. Мирен протест во ред. Добро е додека е мирен. Ова порака многу значи, ако се свесни тие што се на власт. Јас не знам кои се на власт и не ме интересира. Знам дека ги добро плаќаме. Сите граѓаните, нели, од народни пари си живеат. И овој мирен протест, овој молк многу гласно зборува, само кој има уши и памет да ги чуе. Значи нема веќе толеранција на селективност во вакви случаи. Многу скапо го плати Кочани и источниот регион се тоа. Кои се очекувањата? Што очекуваат граѓаните на Кочани? По моје скромно мислење, мислам дека не. Претпоставувам дека бројноста е некој критериум или некој одредник, ама во однос на испораката и она што се вели доверба во институциите, мислам дека не. По секој случај треба да дадеме време и простор, меѓутоа ќе видиме. Очигледно е дека тишината тука кажува се. Инаку денешниот протест во Кочани беше многу масовен со оглед на тоа што поддршка даде и движењето кое следен кое организираше бесплатен превоз за заинтересираните од Скопје. Инаку, како дел од денешниот протест, се одржа и трка на келнери во чест на загинатите тројца колеги, нивни колеги во дискотеката Пулс. Трката заврши тука во Паркот на Револуцијата. Трката имаше хуманитарен карактер, а собраните средства ќе одат за семејствата на настраданите келнери. Учесниците во трката носеа мајци со фотографии од нивните тројца загинати колеги во дискотеката Пулс во Кочани. Инаку под истрага за пожарот и за пропусти кои довеле до небезбеден објект каде што работеше дискотеката, досега има 60 осомничени, меѓу нив и актуелни и поранешни функционери. Обвинителството најави дека истрагата ќе заврши за 1 месец, пошто ќе следуваат обвиненија. Предходно во текот на денов, движењето Сапорт Кочани објави вознемирувачки фотографии од степенот на повредите на преживеаните од пожарот. Тие велат дека се работи за многу тешки повреди и тешки изгореници за кои што ќе треба долгомесечна па и долгогодишна поддршка за настраданите да може да се опоравуваат. Инаку најголем дел од повредените се вратени, кои се лекуваа во странство или во Скопје, се вратени и го продолжуваат лекувањето во Кочани. Во Кочанската болница 40 повредени одат на физикална терапија, уште 70 повредени одат на преврски за изгорениците. Движењето Сапорт Кочани обвинува или вели дека болницата нема соодветни услови за третирање на такви
повреди, бараат поголема и институционална поддршка, но бараат и да не прекинуваат донациите од граѓаните и од фирмите. Кочани не треба да биде заборавено, посочуваат тие, затоа што ова ќе биде долгогодишен процес. А претходно, токму во таа насока, Ротари клубот Кочани Виница во соработка со нивните колеги од Словенија најавија долгогодишна поддршка за настраданите и вкупно за градот, за да не биде Кочани запаметен како град на мракот, како што велат, туку да се врати животот. Весна? Ти благодарам, Срѓани, за ова вклучување во вестите со детали од денешниот протест во Кочани.